Ова се настаните за денес. Зголемен бројот на случаи на семејно насилство во Струшко. Нова 5-годишна развојна стратегија на Македонскиот Црвен крст. Во Вевчани продолжуваат градежните зафати за подобрување на локалната патна мрежа. Корекција на платите на функционерите и пренамена во антикризни мерки за најранливите, најави вице-премиерот Битики. Царинската управа ќе го модернизира работењето со грант од $4,8 милиони од Јужна Кореја. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури, максималната достигна само 16 степени. Дождот ќе продолжи и во вечерните часови кон среда. Утре во западна, северозападна Европа, како и на северот на Италија, умерено облачно и нестабилно со дожд, проследен со засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент времето ќе биде стабилно со зголемена облачност, но свежо. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и свежо. На крајниот исток зголемена облачност, а на југ од полуостровот умерено облачно и нестабилно со дожд. Максималните дневни температури од 13 до 22 степени Целзиусови. Во Македонија, во текот на ноќта вторник кон среда, дождот ќе престанува. Во среда, во раните утрински часови, магла по котлините и долините. Во текот на денот, умерена облачност со сончеви периоди, ветровито и потопло со дневни температури во пораст. Минималните од 3 до 11, максималните дневни од 12 до 20. Во Охрид во среда, во раните утрински часови слаба магла, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и ветровито. Минималната 8, дневната 15. Во четврток и петок во нашиот град свежи утро со температура од 7 степени. Во текот на денот сончево со локална облачност и топло со максимална температура од 18 до 20 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време во Охрид. Ќе има услови за слаб дожд, а дневната температура ќе достигне 23 степени Целзиусови. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Зголемен бројот на случаи на семејно насилство во Струга. Карактеристично е што жртвите ги пријавуваат ваквите настани, но поради финансиската зависност ги повлекуваат пријавите, а брачната заедница продолжува. Министерството за труд и социјална политика континуирано спроведува кампањи за подигнување на свеста кај населението, а и работи на зајакнување на кадровските капацитети на центрите за социјални работи со цел пружање соодветна помош за жртвите. Во пораст семејното насилство во Струшко, речи се секојдневно во полициските извештаи се регистрираат вакви кривични дела каде најчеста жртва е жената. Причини за фемицид со физичко и емоционално насилство се социјалниот статус, алкохолизмот, хазардните игри и наркотици. Според социолозите, карактеристично е што жртвите пријавуваат, но ги повлекуваат пријавите, а брачната заедница продолжува. Сите овие случаеви немаат судски епилог од причина што жртвите не сакаат да се поведе постапка по страна на Центарот за социјална работа до Основниот суд со цел да се изречат мерки на заштита од семејното насилство, ниту сакаат бракот да се разведе. Причина за ваквата состојба е слаба материјална и стамбена состојба на жртвите. Центарот за социјални работи спроведува кампањи со цел охрабрување на жените жртви да бараат помош. Министерството за труд и социјална политика континуирано спроведува кампањи за подигање на свеста за насилството, воедно се зајакнуваат и капацитетите на вработените во центри за социјална работа со цел поттикнување на жените да прејавуваат насилство. Во Струга, општина со околу 60.000 жители, во периодот од 2010 до 2022 година имало 62 разводи. Жртвите се охрабруваат да пријават семејно насилство, но загрижува тоа што нема судска разврска, откако ќе пријават, ги повлекуваат пријавите. Социолозите велат, жените и натаму живеат со насилникот, не бараат заштита, а главна причина е слабата економска положба на жртвите. Реконструирано повеќе наменското игралиште во Подмолје, објави градоначалникот Кирил Пецаков на својот Facebook профил. Во Подмолје извршивме реконструкција на постојното повеќенаменско игралиште. Вредноста на реконструкцијата изнесува околу 600.000 денари. Дополнително, во склоп на повеќенаменското игралиште, изградивме и целосно ново детско игралиште кое е опремено со соодветни детски реквизити, информираше градоначалникот Пецаков во објавата на Facebook. Исто така, изграден е и нов подпорен зид. Игралиштето е соодветно обележано, околниот простор партерно е уреден, поставени се нови клупи, канти за отпадоци, како и клупи на трибините. Промовирана новата 5-годишна развојна стратегија на Црвениот крст на Македонија. Саид Саити, генералниот секретар на Црвениот крст на Македонија, истакна дека ова е обид да го видиме изгледот на организацијата во наредните 5 години и уште повеќе да го зацвртестиме партнерскиот однос со државните институции и она што е најважно, таргетирање на суштинските потреби и проблеми на населението, како и нудење услуги за нивно решавање. Трансформација 28 или новата 5-годишна развојна стратегија на Црвениот крст е процес кој започна во организација на Црвениот крст на Македонија, а во насока на имплементација на реформите и реорганизација на националното друштво. Во документот ќе бидат опфатени 4 области и тоа организационата поставеност на Црвениот крст, потоа културолошката трансформација, процесите на дигитализација на организацијата и на услугите кои ги нуди и за крај трансформацијата и реорганизацијата на програмите на Црвениот крст. Постои интерес кај младите и секако дека и младите како целна група и како се опфатени во стратегијата. Свесни сме дека за да ги задржиме и да добиеме дополнителен импулс, односно дополнителен наплив на млади луѓе, треба да ја прилагодиме понудата кон потребите нивни, така да аналогно на тоа во овој документ и тоа се обидуваме да го направиме и мислиме дека во дел сме успеале затоа што овој документ е создаден и еден консултативен процес.
На настанот кој се одржа во Скопје имаше и видео обраќање на председателот на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина, господин Џаган Џапаган, кој порача дека ова е силна инвестиција во подобрување на организацијата која помага во намалувањето на човековите потреби во овој тежок период за човештвото. Председателот на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, Сашо Точков, ја истакна важноста од стратегијата за нашата локална организација. Она што е битно за нас како општинска организација овде во Охрид е ние дадовме свои видувања и свои предлози за оваа трансформација која започна минатата година, а ќе трае 5 години. Имплементацијата треба да биде до 2027 година, кога и ќе се очекува да се видат резултатите. Она што општинските организации ќе го добијат, тоа е поголема самосталност, поголема пристапност до националните компании преку Црвениот крст на Македонија, поголема транспарентност, поголема одговорност, структурна организираност поинаква, членство, пристап до членството до организацијата поинакво, модернизирано. Точков појасни дека со новата развојна програма исто така ќе се забрза и процесот на децентрализација, што ќе значи дополнителен мотив за работа на општинските организации, кои се структурни елементи на целата организација на Црвениот крст на Македонија, со што ќе добијат и полесен пристап до фондовите за реализација на оние програми кои се покажале како успешни, но и за создавање уште поуспешни приказни пред се во насока на помош на оние на кои им е најпотребна. Во Вевчани продолжуваат зафатите од проектот со кој се подобрува локалната патна мрежа и пристапот до здравствениот дом доктор Светозар Чочоровски. Во тек е изградбата на третата делница која ќе се спои со обиколница. Тоа впрочем е и последна фаза до целосно реализирање на проектот реконструкција на локалната улица Шопев мост здравствен дом Вевчани. Во меѓувреме заврши асфалтирањето на локалната улица Попој Млака Вевчани. Проектот се реализира во соработка со Центарот за развој на југозападниот плански регион како дел од активностите на програмата за рамномерен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година. Вице-премиерот за економски прашања пак Фатмир Битити најави дека на седница на влада ќе биде предложена корекција на законот за плати и на избрани и именувани лица, со која дел од средствата ќе се пренаменат за антикризни мерки за најранливите категории граѓани. Битити во емисијата 24 анализа на ТВ24 појасни дека ваквата одлука доаѓа по минато неделната одлука на владата за задолжување на 4 министри за нови антикризни мерки. Вице-премиерот посочи дека со пренамената на буџетот ќе има нов пакет на антикризни мерки од околу 70 милиони евра, кои ќе бидат наменети за најранливите категории граѓани. Во наредните денови ќе биде откриен новиот пакет мерки, најави Битити. Струженец пак пронашол рачна бомба во својот двор. На 16 октомври во 11 часот во Оделението за внатрешни работи Струга, 70 годишен струженец пријавил дека пронашол рачна бомба од Првата светска војна при расчистување на стара падната куќа во неговиот двор. Експлозивната направа била подигната од представник на Дирекцијата за заштита и спасување од Битола за понатамошна постапка, информираат од Министерството за внатрешни работи. Царинската управа доби 4,8 милиони долари грант од Јужна Кореја за систем за управување со ризици и податочен склад. Јужна Кореја одобри грант од 4,8 милиони долари за развој и имплементирање на систем за управување со ризици и податочен склад во Царинската управа на Македонија. Меморандумот за соработка го потпишаа директорот на Царината Стефан Богоев и Кидон Ким, директор на Бирото за информатички и комуникацијски технологии во Корејската царинска служба. Имплементацијата на овој систем е особено важна во време кога зависиме од брза размена на податоци, нагласи Богоев. Воспоставувањето на овој систем ќе овозможи подобро таргетирање декларации во кои постои ризик за плаќање давачки во помал износ од реалната цена на стоката, ризик од погрешно царинско распоредување или ризик од неточно пријавување на потеклото на стоката. Во оваа насока, нашите идни политики базирани на ваквиот систем ќе бидат насочени код: под 1, развој на царинската управа;
Под 2, подобрување на менаџирањето со ризици. Подоброто менаџирање со ризици значи заштита на финансиските интереси на државата и нормално повеќе пари во буџетот на државата. Директорот при Царинската служба на Јужна Кореја Ки Донг Ким истакна дека подпишувањето на меморандумот е многу значајно бидејќи ја потврдува решителноста и одлучноста на царинските служби за успешно спроведување на проектот. 오늘 개최된 협의 의사록 체결식은 이번 Церемонијата на подпишување на записникот од консултациите што се одружа денеска е многу значајна затоа што ја потврдува волјата и страста меѓу царински служби на двете земји за успешно спроведување на овој проект. Целиот свет во моментов е соочен со раст на цените што се пресликува врз економијата, истовремено криминалитетот наоѓа своји форми на делување под закрила на отворената економија. Во такви услови, истакна директорот Богоев, Царинската управа потребно е да делува како ефикасна институција која ќе спроведува мерки и активности во насока на сузбивање на криминалот и поголем економски раст на државата. Следуваат вестите од светот. Обединетите нации велат дека се загрижени за ризикот од појава на болести предизвикани од нечиста вода во Газа, а Израел продолжува со бомбардирањата, нотиран е целосен колапс на водоснабдувањето на санитарните услуги, вклучително и денешното затворање на последната функционална фабрика за десоленизирање на морската вода во Газа, се вели во соопштението на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации. Агенцијата соопшти дека делови од Јужна Газа добили вода во 3 часот утро, во само 14% од населението во појасот имало корист од тоа. Во меѓувреме агенцијата предупреди дека животите на илјадници пациенти во болниците во Газа се загрозени, бидејќи во болниците имаат само гориво да работат генератори 24 часа, бидејќи Израел ја исклучи струјата. Русија ја повлекува својата ратификација на договорот за сеопфатна забрана на нуклеарни тестови поради неодговорниот однос на САД кон глобалната безбедност, изјави председателот на долниот дом на рускиот парламент. Владимир Путин пак предходно овој месец предложи Русија да ја подвлече ратификацијата на договорот од 1996, бидејќи САД не го ратификували додека рече дека ниту потврдил, ниту ја отфрлил можноста за продолжување на руското нуклеарно тестирање. Обновувањето на нуклеарните тестови од страна на Русија, САД или Кина би можело да означи почеток на нова трка за нуклеарно вооружување меѓу големите сили која ги запре нуклеарните тестирања во годините по распадот на Советскиот сојуз во 1991 година. За многу научници и активисти, масовното тестирање на нуклеарни бомби за време на студената војна го истакна лудилото на нуклеарниот напад што може да го уништи човештвото и да ја контаминира планетата стотици илјади години. Синоќа 2 лица загинаа, едно е рането во пукање во Брисел, потврди утрово пред новинарите портпаролот на Белгискиот сојузен обвинител. Двајцата убиени биле шведски навивачи. Белгискиот Де Морген пишува дека е потврдено во полициската акција утринава бил застрелан маж кој е осомничен за убиството на шведските навивачи. Мажот е застрелан во кафеле во Шаербек, но според последните информации е реанимиран и пренесен во локална болница. Здравствената состојба на застреланиот терорист е комплицирана и тој е меѓу животот и смртта. Според информациите кои ги добиле, 2 пати имал инфаркт, но секој пат го реанимирали и го враќале во живот. Според полициски извори во престрелката утрово се повредени неколку лица, но се уште нема јасни околности како дошло до пукањето. Оружјето употребено во вчерашниот напад било пронајдено кај застреланиот. Поголем број странци кои издржуваат казна во британските затвори ќе бидат ослободени и до 1 година пред истекот на казната, поради решавање на проблем со пренатрупаноста на затворите, пренесоа британските медиуми. Британскиот министер за правда Алекс Чалк се очекува да ја потврди оваа мерка која на британската влада може да изаштеди 70.000 фунти по затворени. Тој изјави дека голем број странци кои одслужуваат казната во британските затвори ќе бидат депортирани во матичните земји. Последните официјални податоци покажуваат дека во затворите во Англија и Велс има 88.225 лица кои издржуваат казна, пишуваат тамошните медиуми. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk, како и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!